Почитувани, добар ден. Почнуваме со најновото издание на Црвена линија. Изгласан законот за игри на среќа, казина и обложувалници на повеќе од 500 метри од училиштата. Ке ги селиме училиштата или казината? Зошто беше потребен нов закон кога веќе има закон кој забранува влез на малолетници во обложувалниците и казината? Ако не се почитува постојниот, зошто би се почитувал новиот закон? Темата денес ни е следна. Кој дозволува влез на малолетниците во казината и обложувалниците? Секако тука и ќе ве подсетиме дека за оваа тема, која што ќе ни биде главна во Црвена линија, можете да дискутирате и преку коментари кои што ќе ги забележите точно под нашата тема која е објавена на социјалните медиуми, како што е Facebook, Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите. Оние кои што не следат на Инстаграм веќе одговараат во текот на денот на денешната анкета. Вие кои што не следите, сега е моментот да го сторите тоа и да дадете одговор на следново прашање. Дали треба државата да дава ваучери за во кладилница? Имате две опции за одговор. Да, не, ке кликнете на вашиот одговор. Во проценти ќе ги соопштиме резултатите по завршувањето на ова издание, односно по рекламите. Како и да е, ние сме подготвени за вас. Верувам дека и вие сте подготвени за ова дискусија. 023070005. Особена напомена од технички аспект до оние кои што за прв пат може би ќе се вклучат во Црвена линија, веднаш да биде намален целосно тонот на телевизорот и секако не зборувајте преку интерфон со оглед на тоа што се губи квалитетот на звукот и неможноста да се слушнеме добро. А ние секако сме поприлично расположени да видиме какви одговори ќе дадете денес со оглед на тоа што темата ни е кој дозволува според вас влез на малолетниците во казината и обложувалниците. Ако веќе имаме и гледач, не е лошо веднаш да почнеме, но како и да е, ќе ве подсетам дека се во врска со новодонесениот закон, се разбира, можете да прочитате доколку не заследите на telma.com.mk. Меѓу другото, драго ни е дека веќе ги имаме и првите коментари. Така да, она што е секако факт, продолжете со коментирање и не заборавајте на 023070005. Денес зборуваме за следното. Меѓу другото, како главна тема ќе напоменам ние кој е тој, односно кој дозволува влез на малолетниците во казината и обложувалниците, а секако според вас ако не се почитува постојниот закон, зошто би се почитувал новиот закон? И дали според вас воопшто и беше потребен закон, нов закон кој што всушност ќе направи дислокација на повеќе од 500 метри од училиштата на казината и обложувалниците. Сега го сакаме да слушнеме каква е ситуацијата и од местото од каде што ни се јавувате во однос на оваа проблематика за која што зборуваме со вас. Меѓу другото, не заборавајте да подсетиме дека можете активно да учествувате и во денешната анкета. И како што рековме пред се на самиот почеток, многу повеќе можете да се информирате брзо и ефикасно, доколку не заследите на telma.com.mk. Стои, меѓу другото, овој наслов кој што еве, меѓу другото, отворено писмо од Сдруженијето на вработени во секторот игри на среќа, сакам да работам, до председателот Пендаровски. Интересно е, ќе издвоиме некои делови од ова писмо со цел за да ви укажеме што се стои во Сдруженијето на вработени во секторот игри на среќа, сакам да работам. Односно, велат, се вработуваш во компанија која од владата е издадена лиценца за приредување игри на среќа. Странски инвеститори, познат во светски рамки, тоа ти влева самодоверба дека си добил сигурна работа. Во ова време на економски потреси, тоа е ретко. Одиш на платена обука, стекнуваш
високи професионални вештини. Почнуваш да работиш, добиваш редовна, добра плата, со сите придонеси, плюс со платени двојни дневници за работа во недела, празници, ноќен труд и работење во смени, бидејќи работното време е 24/7. Стекнуваш финансиска сигурност, стапуваш во брак, ти се раѓаат деца, решаваш да подигнеш кредит за да купиш стан, автомобил, бидејќи си во финансиска кондиција да ги плаќаш ратите. Како и да е, оно што секако денес сакаме со вас да проговориме во однос на тоа што е изгласан законот за игри за среќа, во меѓувреме се разбира додека се подготват линиите за вас. Секако подгответе ги вашите одговори. Кој според вас дозволува влез на малолетниците во казината и обложувалниците? Добар ден веќе за првиот гледач. На самиот почеток да се намали тонот на телевизорот, ве молам. Здраво, здраво, јас сум Здраво, здраво, па треба да ја знаеме веќе таа пракса. Како и да е, добре ни дојдовте, првиот сте гледач во црвена линија. Јас сум првиот, добро, добро. Па види вака кој им дозволува. Па ја мислам дека америчка амбасадорка највише им дозволува. Вака, ако направиме некоја обсервација на работите, ќе видите дека сите патишта водат кон америчка амбасада. Значи, ако се сака да се некои обложувалници затворат, ќе се затворат. Ама ја пат би рекол една работа. Не сум мераклија за комар, не сум мераклија за такви некои пороци. Али... А кој им дозволува според вас на малолетниците да имаат пристап до обложувалници и кладилници? Па, малолетниците ги пушта америчката амбасадорка. Ова е незино дело. Зарем таа стои на врата? Значи вака на 500 метри не смее да има да гравитира кладилница, ама на 501 веќе може. И сега работа, значи до првите 500 метри малолетниците ќе се изморат и нема да успеат да влезат на 501 метар у кладилница, така? Мислам, не знам, некои глупави закони се носат ова никаква држава, ама и гледајќи и кој ги носи овие закони, све ми е јасно. Истите тие што треба да представуваат пример за граѓаните, за народот, доволно беше оној пример што кога пушеа, кога се пијанчеа, кога се дрогираа, што не правеа од тоа канцелариите владини, тие исти премиери, министри, чудеси. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето во црвена линија. Малку ќе ги вклучиме на почеток и твитерџи. Еме го и првиот твит на FedEx, кој што напишал: ај честито, некој нормален потек. Ова е коментар негов на насловот: казина и обложувалници на повеќе од 500 метри од училишта. Изгласан законот за игри за среќа. Според вас, кој дозволува влез на малолетниците во обложувалниците и казината? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Овака, тотално се сложувам. Уво го нарече законот претходниот јавувач глупав закон. Зошто е глупав? И со уводот ваш се сложувам тотално. Така ве слушаме, продолжете, имате секунди, повелете. Да. Знаете што, во кладилниците, ово прашање што го поставивте, кој влегува во кладилниците? Никој малолетен не влегува. Ја не одам многу често по кладилници. Од време на време, ја не сум видел да влегол малолетник во кладилница. Може би преку некој возрастен да издействуваат некоја а да влезе внатре малолетник не сум. Значи ова е тотално глуп закон, да ви кажам искрено. Да речеме, ако кафаните се на 100 метри од училиштата, дали треба да ги затвориме, зашто и таму е забрането да влегуваат малолетници да се точи алкохол. Добро. Да, ве слушам, имате уште време, затоа ве оставаме да го искористите. Или тоа би било се? Не, тоа сакам да кажам дека е чисто глуп закон. Оваква интенција, овакво уништување на кладилниците беше во Албанија, не знам се случи такво нешто. Иначе во Англија на секој чекор има кладилница. Сега не смеат малолетници да влегуваат и готово, точка. Тоа е законот. Што има да се носи уште еден закон кога има закон да не може да влезе. И ја, еве, лично знам дека ниеден малолетник до сега не сум видел да влезе у кладилница.
Така, благодарам многу и вам за вашите одговори во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Вака сега, пример, ја имам лични луѓе видено како владаат малолетници во обложувалниците. И со тоа што нели работени до таму им викаат нели да им дадат лична карта, они им даваат на по 500 денари за да можат да играат на апаратите. Јас сум за тоа да обложувалниците да останат, меѓутоа да се тргнат апаратите од самите обложувалници, бидејќи така многу се навлекува сите луѓе да играат во казината. Во пример во Лептокарија стрикно сите казина се таму измеѓу школи, што реално седиме во кафичи и гледаме како влагаат и малолетници, како излагаат некои луѓе што изгубиле пари, и тоа е многу лошо за децата што имаат под 18 години да го гледаат. Според вас, зошто досега не се почитуваше законот, па се оформи нов? Дали тој ќе се почитува или нема да се почитува? Искрено, во Косово, кога ги затворија сите казина, се почитуваше на максимум, да, доаѓаат тука сите косовари да играат, меѓутоа беше многу подобро за населението. Истото може тука да се случи, сите хотели што си имаат казина да си останат, за луѓето што се во хотелот, како што се нели во Гевгелија хотелите, а другите сите казина да се затворат во градовите. Така, дали е тоа се? Па да, тоа. Да, добро, големо благодарам и вам за учеството. Секако топло препорачуваме да останете понатаму со нас, за да можете да слушнете какви одговори ќе дадат останатите гледачи. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Вака сега сакам да кажам дека во секој едно казино има обезвредување кое што, нели, ако се посомнева дека доаѓа малолетник, го легитимира. И мислам дека не е дозволен влез на малолетници. А тоа што, да речеме, некој измислува дека малолетниците влегуваат во казината и се коцкаат, тоа е чисто профитабилен момент за некоја владеачка гарнитура да си донесе на црно апарати и така нелегално коцкање да се воведе во земјава, кај што нема да има никаква контрола врз малолетниците. Со онлайн коцкањето, значи, мислам дека, не знам, ќе биде многу поголем проблем, ако некој мисли да ги заштити малолетниците на тој начин. Јас би прашала што се случува кога во до училиштата има продавници, самопослуги, каде што малолетниците влегуваат да пазарат, каде што им е достапен алкохол и цигари. Но и таму има забрана. Дали тоа значи дека таму полесно поминуваат отколку според вас во обложувалници? Како мислите полесно? Па забранете продажба на алкохол на малолетници, без разлика дали е супермаркет. Ама сега нивниот момент е дека кога поминувале покрај казината, биле покрај училиштата и тоа ги навлекувало да влегуваат натре. Така, јасно. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Слушате досега какви одговори имаме, секако сакаме да слушаме и од ваше лично искуство и еве можете и да ни пренесете кој е вашиот личен став во однос на донесувањето на овој закон и секако да ни дадете и одговор, бидејќи закон постои, зашто постоечкиот досега не се почитуваше и зошто би се почитувал новиот закон. Добро вечер. Или добар ден се уште. Ало, добар ден или добро вечер, сте едно, да биде добро тина. Дали сте ми добро да прашаме? Па, добри сме, вие, добри ли сте? Добро, еве, какви одговори, ние ве поздраваме, какви одговори имате денес во однос на темата? Пред се, да ја поздравам предходнава говорничка пред мене, кажа доста убави работи, и јас се согласувам со неја. Да бидам искрен, ги посетувам и казината и обложувалници. Искрен, да бидам, не кријам зашто, моје демократско право, јас сум возрастен човек и никој не може да ми го стопира тоа. Малолетници не влегуваат ни во казина, ни во обложалници. Во казината сите знаеме дека имат јако обезвредување те корити. Така да никој не влегуваат малолетник, само тоа што се работи не знам. Сега, убаво она потенцира дека власта сега направија некои договори со некоја бугарска фирма.
веројатно ќе ги уклучат преку лотаријата на Македонија и ќе се ги форцираат тие своји кладилници кои што ќе бидат во склоп на лотарија на Македонија. Може да има, моја е претпоставка. Јас не можам да знам претходно што правеле некои. Тоа е претпоставка. Сега казината и обложувалниците, ако се затвора, знаеме дека имат преку 10.000 вработени. А колку пари ќе изгубат они за вложување, за новите обновувања, за новите лиценци, за новите договори под закуп, едно друго, тоа ќе биде многу сериозна работа. За едне, ние викаме казина и обложувалници прляви вака за коцкарници, меѓутоа и они се во склоп на компании, као компании се регистрирани. Така, Тоа е, не знам друго колку да кажам, ако законно го донесат, ако не. Така, благодарам многу за вклучувањето. Ке посетиме изгласан на законот за игри на среќа, казина и обложувалници на повеќе од да се дислоцираат на повеќе од 500 метри од училиштата. Еве и што се коментираше во однос на темата и на Твитер, Скипер го има напишано следното. Во нормална држава ова се затвора, а не се дислоцира. 300 милиони евра се исцрпуваат годишно од стопанството во несуштински активности. Со тоа трпат фамилиите и останатите сектори во економијата. Како и да е, едно од главната тема денес во Црвена линија, кој им дозволува влез на малолетниците во казината и обложувалниците. Да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме во Црвена линија. Благодарам. Па јас не знам законот дали е глупав, ама знам дека е непотребен. Ние си имаме закон. И сега, ако обложувалницата е подалеку, демек детево нема да оди. А тоа ако така е воспитано, така ќе си продолжи, ќе си оди. Мене лично може пред врата да ме не правите и обложувалници и казино. Ја нема никогаш да влезем. А така ги воспитувам и моите деца и мојот сопруг е таков. И сега со закон некој ќе ме натера, не со казна. Ако џабе имаме закон, ако немаме казна. Во казината си има обезбедување, си има луѓе што проверуваат кој влегува и кој излегува. А во обложувалниците, што беше спомнато, им ставаат 500 денари малолетниците на вработените да им ги дадат апаратите, да им ги оклучат да играат. А зашто не им викаат инспекција или полиција? Па имаме камери. Немаме камери, имаме мобилни, што не го сними дека ја убедува и дава мито. И нека викне полиција. А зашто му дозволува да игра? И сега законот не чини. Па значи не чиниме ние како граѓани. Дали сме од едната страна или од другата. Значи на реките да не правиме мостови. Ќе рипнат децата, ќе судават. Знаете колку луѓе рипнале од мост во вода? Значи децата да ги тргнеме или мостови да тргнеме, оти децата ќе ни се удават, малолетниците. Ама се од главата си е законот, си имавме. Нема потреба од нов закон. Само ова се глупости. А од телефонот ќе видиме тој колку години има кој игра? Нема да видиме. Значи, Така, внимавајте само на тајмерот. Големо благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Ева уште еден од Федекс кој што напишал на Твитер: треба некој да сака, ама знаеме како се исповрзани како црева и кои луѓе најмногу профитираат од казина и кладилници. Иначе и јас сум за. А според вас, кој дозволува влез на малолетниците во обложувалниците и казината? Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добра вечер, Тале. Какво прашање, луѓе, деца или малолетници во казина, коцкарници? Што и уште полошо ќе ни се случи во наша библиска света земја Македонија, каде Свети Климент треба да ни биде пример и идол, Свети Кирил и Методи, а не коцкарници, јавни куќи не баре, тоа фали да отворат. Па за малолетници не баре, господачу. Каква е ситуацијата во Прилеп во однос на На ова? секој чекор коцкарници, на секој чекор за пуштање на македонски фамилии и семејства да страдаат, да се растураат бракови, да страдаат деца, да немаат утре леп да јадат дома, дека татко му или мајка му станале зависници од коцкарници. А бе зашто ги пречеа цркви кога се градеа во време на Груевски ВМРО, каде има крштение, венчание, каде има молитва за здравје и спасение на цел наш народ. Обложувалници имаше и многу години наназад, така да еве Ретки беа. кој им дозволува на малолетниците влез во обложувалници? Ретки беа коцкарници во тоа време. Сега ги има на секој чекор. Јас се радувам кога појде Ковачевски во Цариград и кога
и кога ја кажа очи наши верувам, нели, како наш премиер, но онма паси тера по старо, со сатанизам, со безбожие, со богокулие во наша Македонија. Каде има морални вредности од ова власт? Коцкарници, неморал, арамилак, антимакедонштина, диктатура, терор врз македонци, врз православие. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден за следниот гледач или може би ви гледачка повторно. Добар ден. Добар ден. Поздрав доктор тебе. Поздрав. Каква е состојбата еве во Македонска Каменица, да прашаме преку вас? Па бе, спетар училиштето. Од училица гледаат. 8 кабина. 8 касина има. 8. Ако ме бежаме. Ето и има на 300 метра. Тоа е се там. Та 50 метра. Тоа не може да го затвора. Те са мълчици. Отър. Ходи там да бяху. Тук Каменица. Кой се го затворил? Но и аз пред да вади. Ани, на 50 метра. От училица, не да го катино. Хайде по това. Не знам. Не знам какво ще видим. Ще запуща фамилии, ще остави прахове, ще случая прахове. Това е опасна работа. То кочката е опасна работа. От секој било, даже похарно. Сега са касината. Това е това крив. Много. Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Вака прече да ве поздравам. Голем поздрав и до вас. Тимата искрено веднаш би ви кажала дека не ви е на место, искрено, заради Што тоа не е на место? Повторете се, извинувам. Темата. Добро, зошто не е темата на место? Нели не ве обвинувам како медиум, меѓутоа темата е апсолутно, не знам, иронична, затоа што знаеме дека многу пострашни теми треба да бидат тема како тема за коментирање, затоа што знаете што пред некое време се случили убиства и слично. Ние сега кои сите теми кои што се актуелни ги обработуваме во моментот е изгласан овој закон. Кој е вашиот одговор еве на оваа тема? Мојот одговор е дека пред се и ја бев дете, значи казини и обложувалници, јас не ни знаев дека постојат воопшто. Значи, кога сум била дете, а сегашните деца знаат повеќе од мене, на мои 35 години, затоа сме виновни ние како родители. Еве, родител сум на бебенце, кој што сигурно нема да го воспитам да оди и да го воспитам да оди на училиште со 500 или со 1000 денари. Значи, тука е првата грешка на родителите, а втората грешка е што денешните деца, односно малолетници, самите родители ги оддалечија од верата, значи се согласувам и со претходно гледач што се јави, ги оддалечија многу од верата и затоа сме без морални предности. Апсолутно се е апсурдно. Ви благодарам, пријатен ден. Големо благодарам и секако еве имавте и вие и како одговор на оваа тема, а темава е актуелна, така да во моментот ќе потсетиме, ја поставивме со оглед на тоа што е изгласан законот за игри на среќа, казина и обложувалници да бидат дислоцирани на повеќе од 500 метри од училишта. Според вас ќе ги селиме училиштата или казината? Како ви се чини, дали требаше воопшто нов закон, кога веќе имаме закон кој забранува влез на малолетници во обложувалници и казина? Дали тоа значи дека претходниот закон не се почитуваше и дали според вас новиот ќе се почитува? И кој е тој всушност што дозволува малолетници да имаат пристап до обложувалници и казина? Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас само ќе раскажам еден случај кога пред 10 на 15 години беа затворени сите кладилници, обложувалници околу градот, па масовно се одеше околу селата. Значи, не е проблема да се затвори кладилницата околу средното или основно училиште. Проблемот е, јас мислам дека е околу родителите кои му дозволуваат гордоста нивна да го напомнат детето со ево, 1000-2000 денари. Дете мое, нека трча, нека троши. А кај ги троши, тоа не е битно. Значи,
не се работи само да се затворат обложувалниците. Родителите самите го прават детето да троши по обложувалници или по алкохол или по, не знам, наркотици или други. Затоа би рекол, не е основниот проблем да се затвори, да се отдалечи казиното или па обложувалницата. Јас мислам дека е проблемот до воспитувањето домашно на децата. Тоа е тоа. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Благодарам. Филип, продолжуваме со неговиот твит на Твитер во однос на она за што зборуваме, вели: ај честито казина на 10 сантиметри од луѓето, односно на телефоните. Продолжуваме сега со вас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Благодарам. Кој дозволува влез на малолетниците во казината, во обложувалниците? Па тоа сигурно го дозволуваат имателите на коцкарниците и обложувалниците, газдите. Вака сега, во провинцијата во која живеам, одма до школото има една уличка тесна 4 до 5 метри. Одма после уличката се наоѓа казино, коцкарница со апарати. Значи, децата од прозор може да пукнат во коцкарницата таму. Не треба ништо да им кажеш на децата што се случува внатре. Тие знаат што се случува внатре. Значи, имаме на едно исто место училница, на 4-5 метра коцкарница. Затоа е законот, нека постојат, не се затварат коцкарниците, нека постојат, него нека бидат поодалечени, да не са пред носот и пред очите на нашите деца. Овие што се бунат зошто треба да се отстранат и оддалечат, тие се директно засегнати, сигурно са дел од тие фамилии тамо што се збогатуваат. Друг случај исто, школа, 8 годишно училиште со 800 или 1000 деца во 2 смени работи, штом излегуваат од школото преку улицата, коцкарници, кладилници 2, една во приземјето, друга во подрумот. Децата знаат внатре што се работи. Така, големо благодарам Иве што споделивте на што сте сведок вие. Секако продолжате да не следите и понатаму. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, ве слушаме во Добар ден. Повелете. Се јавувам јас во врска, некогаш ги пратам сите емисии по телевизиве и мислам дека истото години се зборува, значи ништо и никогаш не е постигнато на вистинското што треба да се постигне во ова наша напатена Македонија. Намалете го тонот на телевизорот, за да немате повторување од другата страна. И сакам, ворете че го намалиме, не е проблем. И сакам да кажам, во една сиромашна држава, нормално што се очекува да се има последниот денар, луѓето ќе го вложува каде што не треба. Мислам, се лажа за повеќе заработувачка. Јас тоа сакав општо да кажам, мислам сите емисии ги следам и прв пат се јавувам да ви кажам, можеби малце имам и трема. Не треба да имате трема и драго ни е и што се охрабривте, верувам нема да ви биде и последен пат да бидете интерактивни, односно да се вклучувате во нашите дискусии. Според вас, кој им дозволува тогаш на малолетниците пристап до обложувалниците и казината? Јас мислам дека тие малолетници не би требало да има пристап во казината и во обложувалниците. Тоа се виновни, мислам, родителите и блиските што... Така, благодарам многу и драго ни е што се охрабривте и што бевте дел и тоа за прв пат во контактна емисија како што е Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Во емисија сум, така? Да, повелете, ве слушаме. Па, не знам колку знаете Симона, како ви е името, не е Тина битно. ми е името, Тина. Тине, Стопанска банка е поделена со касино. Значи, вадиш од банката и играш во касиното. Замисли сега. Вие зборувате за децата кои ги тера, ја ќе ви кажам кој ги тера.
едно дете кои држат тие газдите касина да завлечат муштерии, ќе му дадат на детево едно да ги внесе да играат. Тоа се провокатори кои влегуваат внатре, играат и ставаат на големи суми за да ги принудат другите останати играчи, зашто јас сум држал касино. Едно време на рачка се теглеше, па потоа излегува тие покери, ги дадовме. Значи, во банка, еве, ќе ви ја снимам и ќе ви ја пуштам некогаш да ја покажете банката. Банката е поделена на касино и банка. Сега јас ќе ви прашам јавно. Дали кога би ги взел парите од касиното, би ги внесол парите пак во банката, зашто тука се банката и касиното, дали би одговарал? Еве, нека се јави гледач, ако не сум во право, и знам ги тие провокатори кои влегуваат внатре, ги заведуваат луѓето за да играат повеќе. Тоа го правевме ние, ќе му даеме некому да дојде да игра и за да може да привамиме повеќе играчи. Благодарам многу, еве, што споделивте ваше лично искуство во однос на тоа што вие сте биле токму од другата страна, од оној организацијски дел. Слушате какво прашање постави гледачот, така да оваа дискусија е отворена, па верувам дека и некој од вас ќе го даде одговорот на она што го постави како прашање гледачот пред малку. Добар ден! Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Прашањето околу малолетниците, па кој треба да дозволи прво? Они дозволуваат, веројатно, овие што ги држат коцкарниците, автомат клубовите и обложувалниците, а второ и државата. Кога направила полиција да влезе во обект да легитимира луѓе да виде парите се, малолетни ли се или помнолетни? А во кафаните, во кафичите, од која возраст одат младите? Имат ли право до 18 години? Немат право да одат. Знаете дека и тоа е тука кафанџиска земја, дека тоа е како правило. Децата таму раснат веќе. Кога влегле они, освен кампањски нешто договорено за некој, наш, ваш, да затворат, иначе кога влегле во такви обекти? Никогаш. Според вас ќе се почитува ли новиот закон што донесе? За новиот закон, не, новиот закон им се кажуваат како индустрија. Каква индустрија бе тие луѓе, полуписмени луѓе таму? Каква, знаат ли они што е збор од индустрија? Тоа е дејност, секундарна дејност, не ствара новосоздадена вредност, нема таму нешто. Услуга, производ, каква индустрија, па не знам колку илјади луѓе, па ако не постои таа дејност, или ако се намали, атрофира, ќе почнат да има други дејности. Со оваа дејност уништи депопулација. Десетици илјади млади луѓе се уништени, семејства. Благодарам многу и вам за вашето учество во ова издание. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Поштовање, Тина, поштовање голем до сите поздрав и вас, до до вас. сите гледачи. Вака се моje мислење, нели имам 90 секунди. Знаеме, хаос во државата, беззаконие, све. Ја би разграничил казино и обложувалници. Обложувалници е за спортски надпревари, за све. А младите навиваат за Манчестер, за ова, за она, значи, имаат право да игра. А казино е друго коцкање. По тие покер апарати и други. Еве да речеме и тие што ги продават гребките, не е ли то коцкање? По трафиките, по лотариите, продавниците. Зато помое. Кажувам пуш еднаш, има беззаконие, анархија, да разграничиме. Малолетници, мали деца по 15-14 години, ќе фанови се на овој клуб, на тој клуб, имаат право да се кладат. Според вас малолетници треба да влегуваат во обложувалници? Да, во казина не, во обложувалници да, пошто тоа не е коцка, не е казино, не е на чуплаќе ливче. И пред телевизорите на канал, овој на канал на спортски, ако добие Манчестер, ќе ќари гледарка или двели, ако не ќари. По мое, значи, демократија. А казиното ти е друго. Казино строго зова. Што ако затвора сега овие колку кажуваат
90.000 вработени фамилии работат живеат од тоа. Зато да разграничиме казина и облажувалници. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште еден твит. Тој што сака да се коцка и 10 километри пешки ќе изоди. Ако не се лажам, веќе постојат опции за онлайн кладење. Не е нормално нит здраво да имаме толку кладилници и казина. Јас би ги затворила сите, штета што немам моќ. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Еве вака, вие така поставувате прашање дали треба да влеваат малолетници во казина. Не, кој е тој според закон, малолетници не треба да влегуваат. Кој е тој тога што им дозволува? Да, еве вака. Комарот и проституцијата во цела сите држави постои со векови. Значи не може да не постои коткарница и казина во сите градови. Тоа во сите држави во Европска унија постојат и коткарници и обложувалници. И во северните земји, скандинавските? Ба и таму постојат, па и сегде постојат. И зошто да не може да влезат сите што се постари, посвесни, по 50, по 40 и 60 години. Вие кажувате само за малолетници. Така? Да, кој е тој што им дозволува, бидејќи според законот не треба да имаат пристап? Па не треба да имаат законот, и тие што се внатре образованието и самите работници што радат, не треба да им бадаат себе лични карти па да играат. А кој може мене, јас сум 60 години куту, мене некој да не ми дозволи јас да играм? Сметате дека локацијата не е проблем да бидат близко училиште? Локацијата, ако тебе ја живеам во Велес, нека биде во прелет 30 км 20, тој што сака да игра комар и да се посветира и да се дрогира, сегде може. Тој што е светен, а тој што не е светен, не може. Благодарам многу за вашето јавување. Ете, слушате, досега имавме поприлично доста вклучување и драго ни е за тоа. Па може би со некој од гледачите ќе се сложите, надоврзете, може би ќе ни откриете нешто што досега не знаеме, а вие сте биле сведок на тоа. Добар ден. Добар ден. Добро, за да не биде само молко од едната страна, секако ќе ве потсетам дека оваа дискусија можете да ја водите и на Facebook. Поточно имаме објава на тема на нашата Facebook страница Црвена линија, така да веќе и тука имаме коментари, па еве и секако ќе ги споделиме со вас. Одеме со коментарот на Веле Новаковски, кој што напишал: нема потреба да ги затворат. Од проста причина што сега организатор со новата лотарија што ја спрема Doing Business, сите слободно ќе можат да играат онлайн, односно преку интернет пат. Така да ова мачкање на очи кај паметен човек не поминува. Ова е колку да се каже дека власта во заминување нешто сработила. Винчу напишал како рекла Антоанета: дајте им колачи на народов, нашиот случај, дајте им казина, обложувалници, нека се лажат во бедни држави, така си е. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Вака, Тина. Дали се слушаме? Да, продолжете, ве слушаме. Значи, колку е сиромашна држава во свето, толку комаро се развива. Сега, кој дозволува влез на малолетниците? Јас ако го држам казиното, на тој што седи на вратата, ќе му речам пуштај све, така? Малолетници што сакаш пуштај. Меѓутоа, постои за тоа, да речеме, инспекција, кој ќе затекли некого малолетник таму, така е во Шведска, Германија сум бил, кој ќе затекли малолетник, тоа казино поќе ќе го нема, ќе му става печат. И џабе ние ќе се препираме и допираме. А зошто? Кај нас инспекторите ќе влеза, јас сум газдата, ќе му клам во джебо 500 евра, не малолетници, бебина таму ќе има кај што игра. Ме сваќате поентата која ми е. Затоа да не правиме муавети многу, затоа што во оваа држава е излишно. Еве ви пред 4 години ќе ви кажам, бев во гостивар на свадба за споредба.
можев да пушам, можев да правам што сакам во салата. Јас излегувам со цигарата надвор, тој ми вели, не гледаш пепелјарата. Сите свадби кајде Совдеки, Битола, Скопје, лево, десно до 1 сато. Не, таму до 5-6 сато бевне. И вие барате држава сега и право нешто. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добро вечер. Добро вечер веќе, повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Кој му дозволува да влезе малолетница, така? Да, бидејќи според законот имаат забрана малолетници за пристап. Така е, тама родителите и пуштат, а повеќе и пуштат власта и пушта повеќе, законот и пушта повеќе. Значи, и пушта одредениот закон, што не може родителот да го посоветува детето. Ако го посоветува, една прачка преку уши, ако му удри и преку раце, да види како што треба, одма семењно насилство. Како е тоа семењно насилство? Поправен шамар, а? И родителите не можат тука да испасат децата. Загревој се децата. Кето каша попара го стори ова безумие тоа. Таква власт, таков закон. Јас изгледав 4 деца, 10 внуци имам. Ништо не му фали што сум убрзал по еден шамар. Кажете ми, ве молам, дали гледате дека ќе се реши проблемот доколку се оствари оваа дислокација, односно каде што Нема врска дислокацијата, само да донеса закон, родителот да одговара за малолетните, ама родителот да не го стопираат, да му дават по некоја поправна прачка преку уши. Благодарам многу за јавувањето. Еве тие на МШ што има напишано, се разбира, ве подсетуваме дека и по завршувањето на Црвена линија оваа дискусија ќе продолжите сега кои верувам на Facebook, на нашиот профил Црвена линија. Тие на МГ го има напишано следното: и да ги затворат казината и обложувалниците, џабе ќе биде. Тогаш ќе бидат на 5 сантиметри до нив на самите телефони што ги рекламираа и на телевизиите. Денис Сулејман напишал: кој може да биде? Работниците што работаат во кладилници и казина. Икс Ариевец напишал: да бе, кој им дозволува? Па кој им дозволува, еве, на малолетниците, со оглед на тоа што според законот и оној кој што претходно го имавме, е строго забранет влез во простори каде што се игри на среќа. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Еве, Тина, сега точно ќе ти кажам, затоа што сум често во обложувалници. Вака, казино е, што има разлика и обложувалници. Казино е типично апарати играње, рулети играње, негде има и блекџек играње, а обложувалници се каде се игра спортски надпревари. Ама во обложувалниците сега пред неколку години стаја и автомати за играње за коцка, исто колку што има и казинат. Сега, вработените во обложувалниците, ако види дека е малолетен, одма му бара лична карта. Сегде така, и у Моцарт, и у Копачка, и у Спортлайф, и го истерува надвор. Ако нема лична карта, ќе го истера надвор. Ако има лична карта и полнолетен, го пуста да игра. Што е нормално. А ова што носат тя закони, само мајтапење со народ. Исто ќе се остане. Слушајме мене, исто дека све ќе се остане. Само ете така, умагла го става, да размислува. Сега, Тина, да ти кажам еден тип за вечер да го игра 100%. Точен е. И ќе земеш убави пари. Гронингем од Холандија игре го кеф.
Ова најверојатно ќе ме разберат оние што играат. Јас ќе признам дека воопшто не разбирам практично кинески ми е, но благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија и ете малку и не насмеевте и не расположивте. Како и да е, продолжете да не следите и понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Како да е, секако ќе ве подсетам дека и на Инстаграм имаме анкета во моментот која што е активна во текот на целиот ден. Со оглед на тоа што ќе продолжиме со реклами, се уште имате време да го дадете одговорот и на прашањето дали треба државата да дава ваучери за во кладилница. Да, не, имате две опции за одговор по рекламите, ете така изгледа тоа таму, а по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите. Одиме со реклами. Ајде сега да видиме како одговорија инстаграмџи на денешното анкетно прашање. На Инстаграм стори прашавме дали треба можеби државата да дава ваучери за во кладилница. Како и да е, со да одговорија 25%, а со не одговорија 75%. 100% ќе можете да учествувате веќе во утрешната анкета ако не заследите на Инстаграм, а секако денес особено ќе ни биде драго да бидете дел од Заврти на Телма. Ништо хазардерски, напротив, само забава и вредна награда која што некој од вас заслужено и ќе ја добие доколку даде точни одговори. Четврток е ден кога доделуваме каква главна награда телевизор, така да поубаво некој веќе од гледачите уживаат во нашата програма со новиот телевизор, освен во квизот Заврти на Телма. Да ве подготвам, ќе ви подкажам и прашања, така да ќе го имаме следново. Дополнија поговорката: виното го прави човека и везир и, тоа вие ќе не дополните, што ќе јадете во Охрид ако ви сервираат пепун. Во кој град се наоѓа познатиот мост Голден Гейт и под кое име е познат бразилскиот фудбалер Алешандре Родригес да Силва. Набргу се гледаме во Заврти на Телма. Големо благодарам за оние кои што се вклучија во Црвена линија. Останете и понатаму и јавете се повторно на овој пат да се чувствувате лагавно, забавно и со освоен телевизор можеби. Се гледаме.